civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Колку се придонесува од сите општествени чинители во промоцијата на европските вредности и мултикултурализмот? Видете, јас како, ќе речем, нов млад градоначалник, влегов да водам општина Штип, која што представува традиционална општина, каде што самиот мултикултурализам, мултиетникум е уште во основата на функционирањето на оваа општина Штип. Уште пред децении, да не речем и векови назад, во Штип живееле различни етникуси, различни религии, различни вери, различни правци на живот. Сите се фузирали и си работеле како едно општество. Не дозволувале да се нивните различни вери, религии да ги направат да живеат во посебни квартови, него живеели измешани. И ние како така европските вредности веќе ги имплементираме, односно ги живееме. Јас сум така растен. Во моето мало сме растени со роми кои што живееле веднаш до мојата куќа. Јас сум си играл во нивниот двор, тие во мојот двор. Сме се изградили во индивидуо, дел од тие се правници, јас сум доктор, сега градоначалник, меѓутоа во општеството функционираме заедно. И како таков човек кој што растел во една шарена, да не речам заедница, каде што буквално различни луѓе со различни визии, со различни култури, со различни традиции функционирале. Ние сме го славеле Барам, сме го славеле Влашкиот Божик или Вашка Василица, викаме ние, сме ги славеле македонските бадникови вечери и само имате дополнително повеќе празници за да ги уживате како дете, додека сте растеле во ваква една мултикултурна заедница. Тоа што како градоначалник пробуваме да го направиме за општина Штип е да го направиме да биде дел од европската фамилија. Тоа што недостасува, ние ги следиме генерално во нашата општина, ги следиме сите правци, тоа што недостасува е формирањето на така нареченото европско катче. Меѓутоа во овие 10 месеци и немаме толку време и средства и организациони можности да ги изградиме, да направиме такво европско катче. Знам дека општина Струмица пред неколку месеци го отвори официјално европското катче и таа веќе почна да функционира, што е чекор плюс за општина Струмица и верувам дека општина Штип во брзо време ќе го формира тоа европско катче. Сега ние во однос на тоа да ја доближиме Европа до граѓаните, доваѓаат често посети од амбасадори од различни држави. Беше бугарскиот, беше босанскиот, беше на Велика Британија амбасадорката, беше на шведска амбасадорката, беше на рускиот амбасадор кај нас. Така да, генерално на тој начин, ние пробуваме да доближиме европската култура, европските манири до нашето општество. Мито тоа е само еден мал дел со кој што се ние пробуваме да се справиме, за да нашите граѓани, не зборам само од урбаните средини, и од руралните средини бидат блиску до европските нормативи и да бидат блиску до таа така наречена европска фамилија. Главниот проблем преку кој што треба да работиме заедно е да ги донесеме европските начала во нашата држава. Тоа се демократските права, слобода на говор, демократски капацитет, владењето на правото, слобода на изразување. Тоа се принципите на европската фамилија на што се источност темели тоа европско движење, европско функционирање толку години наназад да функционира во една перфектна кондиција. Така да како млада општина, како млада држава во еволуција, во развивање, ние веќе сме на добар пат да веќе слободата на говорот, човековите права, демократските капацитети, изразувањето на медиумите го носиме на едно високо ниво. Меѓутоа тука многу често ние ќе се судриме со една друга приказна. Имавме 10 години, 11 години владење на една политичка фракција која што последните години од своето владење направи еден комплетен промена на системот на функционирање. Буквално се узурпира човековите права, демократските капацитети, слободата на говор и изразување. И сега, од 2017 година наваму, го отворивме премногу тоа. Па сега имаме премногу слободно изразување, премногу да секој си каже што сака, што мисли, без да размислува на последиците кои што ги влече таа мисла. Меѓутоа, пак ќе кажам, добро е да имаме изразување и добро е да се слуша гласот на најмалиот граѓанин, зборуваме и по возраст и по големина, па се до најголемиот, со цел
сите тие мислења на крајот од денот да дадат резултат во подобрувањето на функционирањето на општеството и во подобрувањето на квалитетот на живењето на граѓаните во мојата општина, во нашата држава. Каква е соработката помеѓу локалната власт, граѓанските здруженија, медиумите и граѓаните и граѓанките за активното учество и заедното вклучување во носење на одлуки на локалното ниво? Па уште во самата моја кампања, предизборната кампања за предвремените локални избори во Штип, моите постулати беа ред, дисциплина, ефикасност, транспарентност и експедитивност. За да можеме овие 5 мои постулати да ги применеме, ја мора да ги знам проблемите на граѓаните. Уште 2020 година функционирањето на урбаните заедници, председателите на местните заедници кои што се дел од оваа општина, ние имавме средби секојдневно и сега се уште ги имаме тие средби секојдневно, заради тоа што само на тој начин ние можеме да допреме до граѓаните, да допреме до нивните реални, вистински проблеми со кои што се соочуваат и на тој начин да делуваме брзо. Од една страна, значи граѓаните преку овие урбани заедници кои што ги работиме, ја градиме и ја усовршуваме самата општина Штип, и рурално, и урбано. Од друга страна, граѓанските здруженија, медиумите се тие кои што буквално овој систем кој што го водам во оваа општина го надградуваат. Имаме помош од многу медиуми каде што нормално и самите председатели на местни заедници нема да ги видат дефектите на улица, на водовод, на што знам на ракодржачи на скалила, меѓутоа новинарите, медиумите ќе го видат, ќе го снимат, ќе го презентираат и ние веднаш реагираме. И тоа е едно суштинско функционирање, зближување на граѓаните, медиумите, локалната самоуправа и уште побитно граѓанските здруженија. Граѓанските здруженија, за жал, ќе кажам, во мојата општина има доста граѓански здруженија кои што јас немам увид, они аплицираат на проекти, немам увид дали ги добиваат проектите. Немам увид колку тежат тие проекти нивни финансиски и нормално ефектот од тие проекти. Така да, заедно тоа е сепак работи на Советот на оваа општина, каде што самиот председател на општината, заедно председател на Советот на општина Штип, заедно со сите советници, позиција и опозиција, работиме на зголемување на буџетите, финансиските буџети за граѓанските здруженија да можат да добиват повеќе средства, за да можат да реализираат повеќе проекти кои што ќе бидат во корист на локалната самоуправа, во корист на граѓаните, во корист на општината. Со цел да направиме една паралела, еден мост за јакнување, изближување и брзо ефективно решавање. Така да јас сум задоволен во овие 10 месеци како функционираме. Јас дори успеав и на неколку граѓански здруженија кои што дојдат со конкретни проекти кои што се од суштинско значење за општина Штип да излеземе во пресред на еден транспарентен, демократски и правен начин, добијат средства за да ги реализираат своите проекти и дури направив еден чекор плюс во мојата општина, организиравме така наречен солидарен фонд, каде што јас буквално земав човек од граѓанскиот сектор, односно граѓанските здруженија, неутрален човек кој што дојде и го донесов, да биде врската помеѓу локалната самоуправа и граѓанските здруженија. Верувајте, јас себе си се сметам за дека не сум политичар, меѓутоа на крајот од денот сепак јас сум предложен и сум представник на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа колку јас да тврдам дека не сум политичар, граѓаните ме гледаат како политичар од оваа перспектива како градоначалник и граѓанските здруженија го имаат односот према мене како према политичар. И тоа беше една од причините зошто го донесов овој човек да ја биде врската помеѓу граѓанските здруженија и локалната самоуправа. Верувајте дека ефектот е прекрасен. Значи успеа да собере преку 40 здруженија со брз повик, да имаме состанок, да разговараме, да ги видиме суштинските проблеми на граѓанските здруженија, зошто се тие активни или недоволно активни, кои се нивните проблеми за да може да се реализираат нивните проекти и ние верувам дека во наредната година, да сме живи и здрави, ако имаме и нареден мандат, ќе успееме да го дигнеме функционирањето на граѓанските здруженија во една повисоко ниво. Моментално буџетот кој што општина Штип го одвојува за граѓанските здруженија е влезен во заедничкиот буџет што е за спортските организации. Ние сега треба тоа да го разделиме во наредниот мандат, да го подигнеме тој буџет да биде паралелен како за спортот, бидејќи спортот е дел од граѓанско здружение и спортот.
Така и тоа мораме да го негуваме. Меѓутоа, граѓанските здруженија како граѓански активизам е многу битно заради тоа што на тој начин ќе најдеме ситуација како да ги решаваме ад-хок проблемите на нашите граѓани во нашето општество. Колку на локално ниво се спроведува стратегијата едно општество за сите, особено во делот наменет за локалната самоуправа? Па, во општина Штип, во самата зграда на локалната самоуправа на општина Штип, имаме некаде околу 160 вработени. 120 се во општината и плюс пожарната единица, територијалната пожарна единица, 40 пожарникари се под општина Штип земаат плата од самата општина. Верувајте дека, ќе го кажам за жал, во функционирањето се уште имаме поделеност на самите вработени на позиција и опозиција. 70% или да не претераме, овие се проценти од ракав извадени, предпоставувам со оглед на тоа колку се вработувале во времето на ВМРО, колку се вработувале во времето на СДСМ, да не навлегуваме во бројките, меѓутоа поголемиот процент се од опозицијата, меѓутоа кога станува збор за функционирање на локалната самоуправа, тоа што јас како доктор Сашко Николов, кој што имам своји принципи на функционирање на работење, кога дојдов тука во општина, ги поставив нормативите и протоколите за работа, да видите како се собра и позицијата, опозицијата на вработени, со цел да не излезат од својата матрица на функционирање. И значи, тоа ме радува што може да бидат сложни за неодредени прашања. Што може по одредени прашања да се собираат и да се дружат и да бидат заедно, тоа е добар знак дека за нашето општество има едина. Значи дека ние може да ги споиме двете страни и да функционираме заедно. Тоа е суштината на едно општество за сите. Тоа што Сашко Николов и тимот на Сашко Николов во кабинетот на градоначалничкиот кабинет на оваа општина работи дека овој кабинет, оваа општина и ова раководство, оваа локална самоуправа е еднаква за сите. Дали тоа бил етничка, религиозна или партиска или политичка припадност, мене тоа не ме интересира. Ниту еден од мојот кабинет не го интересира, ради тоа што секако што се извршува својата работа, ќе биде награден, секако што не извршува својата работа, според законот, колективниот договор за работни односи, ќе си биде соодветно казнет. И тоа е тоа што мораме да го практикуваме, за да го подигнеме степенот на функционирање на општество. Во овие 10 месеци немаме никаква хоризонтална, ниту пак вертикално разместување на вработените во општината. Јас ќе кажам дека 10 месеци е можеби премалку време да ги согледате, да ги научите капацитетите на вработените во својата општина, односно на своите вработени. Му треба, барем на еден човек, му треба година дена да се соочи со предизвик на одредено место, од проблеми кои што се доаѓаат од самите вработени и состојбата која што ја нуди самото работно место, да видите колкав капацитет располага таа индивидуа која што работи на тоа место. Меѓутоа, во овие 10 месеци ни успеавме да направиме една основа, без основа, каде што се извинувам, секој оној што ги извршува своите работни задачи во бараниот рок, да биде награден и да биде надграден, да кажем. Значи, без разлика на неговата политичка припадност, во општина Штип имаме унапредување на одредени работници кои што се грижат за општината, кои што се грижат за општеството, кои што се грижат за овие граѓани. Нивните барања кога ќе дојдат во општината ги извршуваат експедитивно, ред, дисциплина, експедитивност, експресивност. Сите тие работи наложуваат на мене како градоначалник да тој човек го задржам, го мотивирам да извршува својата работа уште подобро. И тој човек само ќе биде пример за останатите како треба да го следат за да биде ова општество. И сушност на локално ниво едно општество за сите, стратегијата за да се тоа испочитува почнува од општината. Кога граѓаните ќе видат дека во општината нема поделба на партиска, религиска, етничка припадност, во самото општество почнува фузијата на граѓаните. Верувајте, првите 3 месеци кои ќе отидевме на тие средби на урбани заедници, доваѓаа луѓе кои што ја делеа истата политичка идеологија со мене, од останатите не ќе да излезат. Меѓутоа, јас ги повикував, пошто генерално Штип е мало место, сме растале тука, се знаеме еден со друг, јас ги повикував да дојдат да ме критикуваат и пред камери, да ме критикуваат и пред граѓани, да ме критикуваат за сето тоа што во тој момент не бев ништо сработен, само што почна.
Меѓутоа, после 6 месеца ние завршивме со реконструкција на повеќе од 15 улици. Направивме ред и дисциплина во градот каде што имаме хигиената на едно многу високо ниво. Направивме хортикултурно уредување на сите паркови во целата општина, урбани и рурални средини. Се происчистија сите атмосферски канализации. Се извадија тони кал, шут, кои што нашите граѓани сакајќи не сакајќи го фрлале во самите канализации, и затоа првите поплави, дождови кои ќе доаѓа пролет лето, градот ни беше потопен во вода и водата стоеше на улиците со денови. Денеска ни имавме неколку дена бурни дождови, каде што водата, верувате, за неполни 2 часа ја снема до улиците. Имаше коментар на социјалните мрежи, па ја испивте ли водата? Не ја испивме ние, меѓутоа атмосферските канализации ја испија водата. И сите оние кои што критички се настроени према мене, према општината, према локалната самоуправа, што е нормално да бидат критички, бидејќи со критика може да се надградуваме и да растеме, али збореме критика на место, не само популизам со цел да се деградира некој, него критика за нешто што не е направено како што треба, и јас го прифаќам тоа. Излегува и вика: извините, ние сакавме да сликаме и да снема водата. Сакавме да го сликаме ѓубрето кое што го донесува в дождовите, меѓутоа наредниот ден го немаше ни ѓубрето. Каде отиде? На отпадот. Така да, тоа ме многу радува што еднакво општо за сите почнато да се применува од локалната самоуправа, односно општинската зграда, индиректно ја добиваат вибрацијата граѓаните, и сега веќе почнуваме да таа поделба на десничари, левичари, на СДСМ, ВМРО, позиција полека тоне, и граѓаните да си ја гледат добрата страна на општеството, добрата страна на локалната самоуправа, да си ја сакаат општината, да си ги сакаат луѓето кои што се грижат за нив, без разлика кој од која политичка партија и кој го вработил, каде го вработил, него ефективноста, продуктивноста што ја даваат овие вработени, да биде главниот репер за тоа дали да ги сакаат или да не ги сакаат нашите сограѓани. Дали и на кој начин работи локалната комисија за односи помеѓу заедниците? Значи, јас кажав дека Штип представува традиционално мешана мултикултурна општина. Значи, со векови назад во Штип власи, турци, роми, бошњаци, торбеши, албанци живееле тука. Живееле, функционирали, вие не можете да поминете и да кажете: ова е турско мало и овде живее влавот, овде живее албанецот. Буквално тоа се куки измешани дворови, поврзани, и кажав, значи во моето мало, до мојата куќа имаше неколку ромски фамилии кои што израставме заедно. Ние сме се тепале, сме се гушкале, сме се играле заедно, сме излегувале заедно, сме растеле буквално до позиција да јас станам доктор, мој другар Ерол е веќе правник. И тоа правник вработен во општината пред мене, го вработиле човекот, али си е елоквентен правник кој што работи во општинава. И јас се радувам што во однос на меѓу заедницата, меѓу етничките заеднички односи се на едно многу високо ниво. Дури Европската унија што го диктира, што го бара тој систем да се имплементира, ние го живееме. Штип го живее тој систем, и ти и Штип, јас можам да кажам гордо дека може да направат анализа стручните лица, да видат дека Штип може да биде и пример како мултикултуризмот може да функционира цврсто, заедничко, на едно прекрасно ниво. Ние немаме таква канцеларија моментално отворена во нашата општина, веројатно дека не се ни створила потреба од таква работа, меѓутоа тоа е во духот на демократијата, тоа е во духот на европеизацијата, со цел да се биде транспарентно ова што го зборуваме. Ние си го знаеме, меѓутоа светот не го знае. И ние треба тоа на елоквентен начин да го елаборираме пред светот, пред Европа, за да го видат дека тоа што го они створиле како систем за мултиетнички, мултикултурализам живот, ние го тераме веќе со векови на нас. Така да, тоа е чекор кој што верувам дека во блиски дни ќе биде реализиран. За крај, дали никогаш општината била подложна на сајбер напади или на можеби хибридни закани? Една од агендите која што имав и во самата предизборна кампања беше дигитализација на нашата општина. Значи, ние се уште имаме недоволно и нецелосно дигитализирана општина.
за да имате сайбер напад или хибридна закана према една институција, вие треба да имате електронски систем на функционирање на системите. Ние, за жал, дел од системите се така, меѓутоа регистрите, зборуваме катастарските книги, зборуваме имотно-правните документи, сите се тие се уште водат во хард копија и се чуваат така и верувам дека ќе треба време, година, 2, 3, 5, за да направиме една дигитализација на општина Штип и веќе сме влезени во проект за дигитализација на општеството, Smart City, Green City, тоа се правци во кои што и јас како градоначелник сакам да го дигнам Штип на тоа ниво, на едно модерно, светско, европско ниво. И слободно можам да кажам дека немаме такви хибридни сайбер напади, ниту закани, меѓутоа имаме оркестрирани вербални напади со цел што е како да кажам, тоа е пораз на општеството, пораз на менталитетот на општеството. Зошто? Заради тоа што ќе кажам политиканството во нашата држава се доведува, односно долгите години живење во една монархија, ќе ја кажам монархија, каде што слободата на говорот, човековите права, демократските капацитети беа ограничени или беа строго контролирани, се доведовме до ситуација да единствениот начин да една политичка партија дојде на власт е со популистички методи. Што значи тоа? Вие сега треба да зборувате, да демагоги продавате празни флоскули на граѓаните со цел да им станете симпатични за да ве гласаат на избори. Меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз работи на друг принцип. Премиерот Заев, кога станав градоначелник, првото нешто што ми кажа: немој да бидеш различен од тоа што беше во болницата. Биди истиот тој, заради тоа што луѓето те гласаат ради тоа што си го направил и ради партијата. Партијата води кампања да продуктивноста ја гласа народот. Ние не продаваме празни флоскули за да не гласаат. Ние изработуваме и ќе не гласаат заради изработеното. Ако не сакаат, ќе добиеме. Ако не изработиме, нема да добиеме. Што прават опозициите, одредени организации? Ги извратуваат информациите, даваат така наречени фейк нюс, даваат мис нюс, прават тие така наречени мол нюс да го подкупуваат стабилноста на едно општество кое што функционира, се со цел да присоберат популистички гласови на изборите, да кажат дека ние сме подобри од тој или од овој или како и да е. Меѓутоа, ништо конкретно не предлагаат. Демократијата во Европа, демократијата во Америка, да, постои. Меѓутоа, таа демократија постои со цел да се дава критика на оние што работат, за да работат подобро. Или, ако имаш ти подобро проект, со подобриот проект да го засениш овој што е моментално на власт, па да дојдеш ти да направиш уште подобро. И ние тоа го немаме во нашата опозиција, за жал. И јас ќе кажам, стварно жалам што опозицијата, освен празни флоскули во форма на критика, а не е критика, него тоа се, пак ќе кажам, лажни вести, извртување на една реална ситуација во општеството, ја продаваат на граѓаните преку медиумите, што е добро. Мора медиумите да бидат транспарентни за сите граѓани, да може секој да излезе да каже што сака, меѓутоа не даваат конкретно решение за проблемот кој што го презентираат. Ја не велам дека ние немаме проблеми. Општина Штип има и тек какви проблеми. Поготово сега со ова здравствена економска криза. Ние еноски ги доживуваме, ова беше само првиот мал бран на цунамито кој што доаѓа од таа економска криза кој што следи. Заради тоа што оваа пандемија не е завршена, уште трае. Ние не знаеме што ќе се случува на есен и на зима. Може повторно ќе имаме затварање. Ако се затворат границите, ако се затвори економијата уште еднашка, верувам 90% од компаниите во општина ќе затворат. Ако затворат работодавачите, ние ќе останеме без работа. Ќе немаме работници. Општината ќе нема што да собира даноци. Ќе нема кој да купува, кој да продава, ќе нема ништо. И ние треба заедно се бориме. Јас ги повикувам и опозицијата нека дојдат на средба кога сакаат овде да дискутираме, да дадат конкретни предлози. Јас ќе ги прифатам, јавно ќе кажам дека се тоа предлози дадени од опозицијата, тој човек. И јавно ќе кажам дека благодарејќи на тој човек сме го решили тој проблем. Меѓутоа, едно е да со извинени у наводници кажам дробите празна слама,
и си седите во кафичите спроти општината и чекате да дојдат новинарите да испеете прочитан текст кој што ви го некој напишал, а друго е да седнете и ги решавате проблемите со кои што се граѓаните, општината, општеството соочува секојдневно. Така да, ние сме се уште веројатно немаме ниво за да имаме сајбер или хибридни напади. Верувам дека во владата, на едно повисоко ниво, каде што веќе дигитализацијата се применува веќе неколку години, таму има ризик од такви напади. Во општина Штип ние немаме такви напади. Овие, ќе кажам, популистички напади се смешни, меѓутоа од една страна и тие научат како правилно да се развиваме во едно правилно, модерно и здраво општество. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.